أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Вечерва со Аллахова дозвола продолжуваме со 44-тиот ает од највозвишеното суре во Аллаховата книга од суратул Бекара. Во овој курански ает, возвишениот Аллах Азза ва Џел ги укорува на Бену Исраил, а исто така важи укор и за умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, посебно за нивните учени, затоа што му наредувале на нивните народи да прават добро и ги советувале на хајр, а самите тие го запоставувале чинењето на добро и на хајрот. Таквото однесување во основа не е исправно. Напротив, човекот треба најпрво да биде пример тој самиот кога повикуваат кон хајр, кога повикуваат кон добро дело и кон покорност кон Аллах Азза ва Џел, тој да биде првиот пред сите други што ќе го практикуваат теа. Да немат својство на евреите или едно од нивните својства, а те е да ги повикуваш другите кон добро, а самиот да не го чиниш. Или да ги одврачаш другите од зло, а самиот да го чиниш. Па возвишениот Аллах Азза ва Џел велит во овој курански ает: "Ата'муруна ан-наса бил-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна ал-китаба афала та'қилун." Зарем од другите барате да прават добри дела, а при тоа себе си се заборавате, а вие книгата ја учите. Зар нема да се опаметите? Велит Катада рахимахуллах: Бену Исраил им наредувал, некој од Бену Исраил, ворста на луѓе, им наредувале на луѓето да му бидат покорни на Аллах Азза ва Џел, да го почитуваат и да прават добри дела, но самите тие постапувале спротивно. Па затоа возвишениот Аллах Азза ва Џел ги укори. И овој укор, рековме дека не се однесува исклучиво на Бену Исраил, току важи и за овој уммет. Аллах Азза ва Џел го спомена ова за да не подучи и да не упозори да не постапуваме како што постапува Бену Исраил, и за да не снајде истото што ги снајде и на нив. Затоа човекот е должен, кога наредува нешто добро, прв самиот тоа да го практикува. И кога забранува нешто лошо, прв самиот да се воздржи од тоа лошо дело. И нема сомнеш дека еден од најголемиот срам и понижување е човек да ги повикува другите кон хајр и кон добро дело, а самиот да заостанува од тоа. Велит Ибн Џурейџ рахимахуллах: следбениците на книгите и лицемерите, значи плюс овде и лицемерите, им наредувале на другите да постат, да клањаат, но самите не работале според она што им го заповедале на луѓето, па Аллах Азза ва Џел ги укори за нивната постапка. Затоа, оно кој ќе повикува кон нешто добро, треба да биде најбрз и најпосветен во неговото исполнување. Велит Абу Дарда радијаллаху ан: човек не го достигнува целосното разбирање, не го достигнува вистинскиот фик, се додека заради Аллах Азза ва Џел не ги порекнува погрешните постапки на луѓето, а потоа да се врати кон својата сопствена душа и уште посилно да ја укорува.
Како што ги укоруваш другите, нормално со своји шартои, со своји услови, не укор пред свекого, не срамење пред други, во правата смисла на укор, советување во името на Аллах Азза ва Джел, но пред теа вели прво и сами од себе си да се укориш. И ове како човек треба да се пресмедат сами од себе си. Постојано да ја анализира својата душа и да ја насочува кон покорност на Аллах Азза ва Джел, се додека не се исправи и не остане цврста на послушност на Кур'анина и на суннет на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Муфесирите велат дека некој од Бену Исраил им заповедал на своите блиски, на своите сакани да го следат на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем и им велел дека тој е вистина. Но неговиот општествен статус што го имал или неговата положба, што се најголемите причини за човека да го торнет од вистината, па дури да ја знаат. Најдобар пример за ова е случката кога Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем посетил едно еврејско дете кое било болно и пред сама смрт. Пратеникот саллаллаху алейхи ва селем отишол да го посети и го повикал кон вистината, го повикал кон ислам. Па тогаш детето кое е лежело болно, го погледнало својот татко кој стоел до него, кој воено бил евреин. Сакал да земат поука он него совет или дозвола, дали да го послушат на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Тогаш татко му, кој бил евреин, му рекол на неговиот син: "Ати' Абул Касим." Биди му покорен или послушај го на Абул Касим, тоест Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Па Аллаховиот пратеник алейхи салату ва селам излегол радосен од кај тоа дете и велел: "Фала му на Аллах, алхамдулилlah, што Аллах преку мене го спаси од џехенемскиот оган." Што значи го спаси преку мојот повик, преку мојот давет. Овие евреи им рече, знаел дека Мухаммед алейхи салам е на хак, знаел дека е вистина, но неговата позиција, неговото место не му давал да го прифати на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем или општо да ја прифати на вистината. Па овие или слични на овие се оние кои влегват во овие ајет. Не му наредви добро на својот син, но самиот го одбија тој хајр и тоа добро. И денеска имаме многу примери ваке, посебно со родители. Кој они ми дали чапиет, или ќе се коцкат, или воопшто намаз не клањат, ама пак од денес рана ќе му вели на неговиот син: "Бар оди ти клањај, бар ти биди." Та пак те останувит во далалет, ама бар го поучи својот син. И овие влегвет во овие курански ајет, и овие е својство на овие евреи на Бену Исраил. И повикве други кон хајр, а се забораваат самите себе си. Абдуррахман ибн Зейд ибн Еслем рекол: овие евреи, кога доаѓал човек и ги прашувал за нешто што не им носело некаква дуњалучка корист, нема некакво мито, тогаш велит му наредувале да постапуваат исправно. Нормално, ове не е ке свекој евреин, туку имат одредени ворсти на луѓе. И затоа Аллах Џелешану од разни ворсти на евреи ни носит разни примери за да пазиме да немаме својства како што имаат тие својства. Но овде, браќи, имате на многу битна работа. А те е дека во овие курански ајет возвишениот Аллах Азза ва Джел ги укори затоа што им наредувале на луѓето да прават добро, а самите не го практикувале. Што значи, осудата не е на повикувањето кон добро, туку осудата е кон тоа што тие не го чинеле тоа добро. Затоа, наредувањето на добро е една должност, а иште поголема должност е практикувањето на тоа добро кон што ти повикуваш. Ако едново го немаш, не значи дека другово ти отпадвит. Како? Ако човек, например, нема намаз или не е редовен во џамија, дали имат право некого да посоветуват или да му наредит дека морат да клањат намаз?
Или как што е пракса, ќе му речеме ти не кленеш иш да не зборвиш. Ове не е исправно. Наредувањево на добровеќа не отпад вид. Обворскава да наредвиш на добро и да одврачаш од зло, не отпад вид со теа што имаме ние некаков ноксан. Затоа вели Саид ибн Џубеир, ако човек не би смеел да наредува добро и да забранува зло, се додека нема никаква мана кај себе, тогаш никој, никому, никогаш не би наредувал добро, ниту би забранал зло. Кој од нас нема мани? Па ако име по ове правило, ако се свати дваке ове нешто, тога никој од нас не треба да повикун кон хајр, нити пак да одврачат од зло. Нормално, најосновно и прва работа, човекот секогаш треба да почнува од самиот себе си. Да не се заборава самиот себе си. Ед-Дахак пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анхума дека му дошол некој човек и рекол: о Ибн Аббас, сакам да наредувам на добро и да одврачам од зло. Сакал да шири давет. Ибн Аббас радијаллаху анху му рекол: дали си стигнат до степен тоа да можеш да го правиш? Па му рекол: се надевам. Се надевам дека сум стигнат до тој степен. Тогаш му рекол Ибн Аббас: ако не се плашиш дека ќе бидеш посрамотен со 3 аети од Аллаховата книга, тогаш направи го тоа. Човекот праша: а кои се тие 3 аети? Па вели Ибн Аббас радијаллаху ан, првиот се Аллаховите зборови, токму овие курански ает 44 од сурат Ал-Бакара: та'муруна ан-наса бил-бирри ва тансауна анфусакум. Зарем од другите барате да прават добри дела, а притоа себе си се заборавате? Бараш од другиве да чинат добри дела и хајр, а ти го оставаш теа. Па му рекол: дали го совлада значењето и практиката на овој ает? Дали све што бараш од луѓето да прават хајр, дали ти го прави свето теа? Па му рекол: не. Вториот ает: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. О вие кои верувате, зошто го зборувате тоа што не го правите? Многу е презрено кај Аллах азза ва џел. Значи Аллах го презира и го мрази да го зборувате тоа што не го правите. Овие вториот курански ает. Па му рекол: дали го совлада овој ает? Му одговорил: не. Третиот Аллаховите зборови во кои вели Шуајб алейхи салам на неговиот народ: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. Му рекол: јас не сакам да го правам тоа што вам ви го забранувам. Не е својство на верник да ти забрани нешто, па после тој да го чини теја. А и не е својство на верник да ти нареди некоја работа, а тој да изостани од таа работа. Дали го совладај овој ает? Му рекол: не. Тогаш Ибн Аббас радијаллаху анху му рекол: тогаш почни најпрво од самиот себе си. Тогаш почни прво од самиот себе си. Бухари и Муслим пренесуваат во нивните сахих од Усаме бен Зейд радијаллаху ан дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. Тешки хадис кој кажвит казната за оние кои наредвет добра не го прават или забранвет зло а го прават. Велит алейхи салату вассалам: ке биде доведен човек на судниот ден и ке биде фрлен во џехеннемот. Неговите црева ке излезат и ке се истурат од неговиот стомак и тој ке кружи околу нив како што магарето кружи околу воденичниот камен, околу каменот на воденицана. Ке се соберат жителите на џехеннемот околу него и ке му речат: ја фулан, малек, о ти филан и фалн, што ти е? Што те доведе до оваа казна? Зошто се позинете едни со други? Знае дека таквата особа или тој на ова дуња наредвел добро и забранвел од зло. Па му рекал: што те донеса до ове дереđe? Па рекол:
Qad kuntu amuru bil ma'rufi wa la atih, wa anha anil munkari wa atih. Му рекол, им наредував на луѓето добро, да чинат добро, но самиот не го правев. И им забранував зло, а самиот го правев. Во овој хадис, Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем прво не поттикнува да наредуваме добро и да забрануваме зло. Како? Самиве џехенемли сватиле дека наредувањето на добро и забранувањето од зло ке му е местото во џеннет. Зате се чудиле што го вишле во џехеннем, што е работата. Па исправно и искрено наредување на добро и одвраќање од зло е едно најбитните дела во Аллаховата вера, кој резултатот е џеннет. Истовремено го предупредува својот уммет да не се запоставува ова обврска и ја појаснува казната што ги снаđа оној кој наредува добро, а не го практикува и забранува зло и самиот го прави. Велите Абу Бекр ес-Сидик радијаллаху ан: О луѓе, не дозволувајте погрешно да ги сватите Аллаховите зборови, алейкум анфусакум, грижете се за самите себе си. Па некој од вас да рече, јас ке се грижам само за себе. Значи не ми е гајле за никого други. И ако иземаме надворешно овие некои докази, човек ќе речи, тако ја наредва на добро, а не мога да прасве која работа, тоа ќе заслужа казна, тоа побода да не наредва на добро, ове не е исправно. Рековме, ако си ноксан во некоја работа, не ти спадвит обавезата да повиквиш кон Аллаховата вера. И зате велите Бекр, немојте погрешно да го сватите овие курански ајет. Вели се колнам во Аллах, ке наредувате добро и ке забранувате зло, или Аллах ке постави над вас најлоши од вас. Па тие ке ве казнат со најтешки казни. Тогаш најдобрите меѓу вас ке го молат на Аллах азза ва џел, а тој нема да им се одзвие и нема да им ги прими нивните дови. Овие казни и овие проблеми идеат од што? Идеат од прекинување на ова најголема обврска наредување на добри одвраќање од зло. Затоа ти поправи се сам и труди се за самиот себе си, грижи се, но немој да молчиш пред злото и пред непокорноста која се чини кон возвишениот Аллах азза ва џел. Слично се преноси и од Худзајфа ибн Јеман радијаллаху ан, дека пратеникот саллаллаху алейхи ва селем рекол: се колнам во оној во чија рака е мојата душа. Значи се колни Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. На вистина ке заповедате добро и ке забранувате зло, или Аллах многу скоро ке ви испрати казна од себе. Тогаш ке го молите, но нема да ви биде примено. И најпоче што се десвит казни и што се десви да имаме тиранини над глава наша, или посебно во исламскиот уммет, е токму заради што претходно тие го остаиле наредувањето на добро и забранувањето од зло. Абдулла ибн Мубарак вели во хадис, кога Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем ни известил за големата фитна која ќе дојде, каде што ни нареди да наредуваме добро и да одврачаме од зло. И вели алейхи салату ва салам: пред вас доаѓаат денови во кои да бидеш стрплив на Аллаховата вера, да бидеш стрплив на суннетот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, е како да држи жар во рака. Оној што ќе чини добро во тие денови, ќе има награда како на 50 луѓе што ќе прават дела како вашите. Му се обрати на кого? На асхабите. Абдулла ибн Мубарак прашал и му било речено: о Аллах пратенику, кој го преноси хадисов, му било речено: о Аллах пратенику, награда на 50 луѓе од нас или онними, се чуделе. Па му рекол Мухамед алейхи салам: не, току награда како 50 од вас. Ове никако не значи дека ние сме подобри од асхабите. Не, туку ове укаж вид на тешкотијата на тие фитња кои ќе дојдат.
и над цврстината на тие верници кои ќе остане на Аллаховата вера и покрај тие многу искушенија. И затоа вели Мухамед алейхи селам, како да држиш жар во твојата рака. Во свекоја работа, брече, наш најголем пример и учител е токму Мухамед салаллаху алейхи ва селем, кој не учел и имаме научено дека тој везден е првиот кој го практикуваше она што ќе го наредеше на неговите асхаби или на неговиот уммет. Најкраток пример, велит алейхи салату ва салам, хајрукум ли ахлихи ва ана хајрукум ли ахли. Најдобриот од вас е оној кој е најдобар кон своето семејство, а ја велит сум најдобар кон моето семејство. Што значи, пред да ни наредит, веќе Мухаммед салаллаху алейхи селем го практикувал ове нешто. И ове е само еден од стотици примери на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Што значи, порака од ове, бреча, е да бидиме од оние кои ќе наредват на добро и ќе се трудиме да го извршуваме колку што сме во можност, од оние кои ќе одврачаат од зло, од лошо, и да се трудиме да бидиме први кои ќе се торнат од теа зло. Исто така, ноксано што свих кој еден од нас го имат, да не ни натерат да ја држиме ова голема обврска, да наредвиме добро и да одврачаме од зло, па го моля на возвишениот Аллах азза ва джелле да не напред од правите и искрените верници кои наредуваат добро и одврачаат од зло, и го моля на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни чуваат од све кое е својство од својствата на неговите непријатели, и го моля на Аллах азза ва джелле да ни соедини во џеннетул фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва салlam ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахби аџмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.